Сега, добра вечер за оние што во овие моменти се вклучуваат во отвореното студио на еден телевизија. Тоа е завршниот час од ова, би рекол, предпладневно-попладневна вечерна програма, во кој меѓу другото говоревме за разни аспекти на општествениот и социјалниот живот. Мој и ваш вечерашен гостин е Талат Џафери, спикерот на Македонскиот парламент. Ви благодарам што одвоивте. Стигнавте ли се да завршите? Словенецот да го испратите, да отидете на митинг со Али Ахмети. После ова кај одите? Се враќате дома или ќе останете во Скопје? Вообичаено се враќам дома секој ден. Второ, јас сум председател на собранието, пошто според системот наш има председателски систем, значи председател на собранието, а не спикер. Колку сметате, стално кога се менјава... Во секој случај, улогата е председател на собрание, не спикер, во суштинска смисла, односно правна смисла на... Не, дека знам, морам да ви кажам дека го заменувате и шефот на државата, што ви додава до димензија. И во тој контекст е председател на собрание. Но не е тоа сега суштината на работава. Вообичаено стигнувам на сите активности, затоа што на време ги почнувам сите обврски дневни и настојувам тоа принципиелно да си го испочитувам и да го спроведувам секој ден како професионална, стручна обврска, како и секој граѓанин кој што има обврски по однос на работни односи. Господин Џафери, што ќе биде првата работна задача на председателот на собранието ден по референдумот? Според прописите, ден по референдумот треба да очекуваме и да исчекуваме конечни резултати по однос на оно што е извештајот на Државната изборна комисија, за да може да се има јасна и конечна представа по однос на резултатот на референдумот, на гласањето на граѓаните. Потоа, нормално продолжува со работа, континуитетот и работата на собранието, да продолжат оние седници кои што останат недовршени. Се планира свикување нови седници по однос на календарот и тајмингот во смисла на роковите кои што се пропишани со деловникот и нормална работа на собранието како институција која што прочем е пропишана како надлежност да спроведе своји обврски. Референдумот има една карактеристика, а тоа е дека за разлика од изборите не се прогласува, да речам, за валидни и така натаму. Кој ќе прогласи, дали воопшто има потреба ДИК да прогласи дека референдумот е успешен? И што би значило според вас успешен референдум? Токму поради суштината и законодавецот кога го донел, значи собранието го усвоило законот за референдумот, не предвидело и не се предвидува затоа што тоа е волја на граѓаните и пропишува определени норми и постапки кои што треба да се спроведат и не санкционира институција која што тоа треба да го заокружи, односно да го запечати во смисла буквална. Волјата на граѓаните, онако како што ќе се искаже на денот на гласањето, ќе биде резултатот оно што треба да биде резултат на гласањето. По однос на бројките, законот за референдумот пропишува оно што е пропишано, санкционирано, да не го цитирам сега дел по дел законските норми, и во тој контекст институциите постапуваат согласно своите надлежности. И од таа причина е референдумот како институт, можноста како демократска придобивка на системот, институциите кои што имаат легалитет и легитимитет на избори добиено, да може да се потврдат за определени одлуки што ги донеле. И затоа се повикуваат на собранот, му го враќаат суверенитетот и ги консултираат дали се на добар пат или не. И во тој контекст ќе произлезе обврската на институцијата како по кој пат ќе оди понатаму. Кој би бил одговорот дека референдумот ги исполнил законските услови на својата успешност, да речем, цензус, излезеност, и дали тоа ќе ја предизвика понатаму динамиката на политичките и одлуките на законодавниот дом? Во секој случај, излезеноста на граѓаните за да искористат можноста најдиректно да одлучуваат за суштински, есенцијални, значи работи како што е одлуката и потребата да се изјаснат по однос на
договорот и по однос на потребата за зачленување во Европска унија и НАТО како узрочно-последична врска меѓу договорот и членството во овие евроатлантски институции е елементот кој што го предодредува граѓанинот да се изјасни. Имајќи предвид дека во континуитет во овие 25-27 години од осамостојувањето на државата, граѓаните во сите анкети кои што се спроведени по однос на нивното размислување и определба, укажуваат дека во разина на 80% во просек, граѓаните поддржуваат членство во Европска унија и НАТО и во тој контекст институциите треба да се однесуваат апропо таа волја на граѓаните. И во тој контекст мислам дека формално треба да се спроведе оно што ќе се спроведе, да се случи, а суштински правно институциите ќе мора да терат работата до крај онако како што е пропишано со устав и со закон. За вас, како председател на Собранието, стојат две прилично јасни искушенија. Прво се формира Уставна комисија. Таа е формирана. Мислам да се Добро, анимира и да се активира, да речем, во таа смисла. Одлуката за формирање на работни тела, која што е донесена уште при, можеби, првите седници на Собранието, која се формирани другите работни тела, меѓу нив е формирана и Комисијата за уставни прашања, чиј председател сум јас по функција. И во тој контекст комисијата е веќе формирана и има состав персонален, каде што членуваат соодветно членови на мнозинството и опозицијата. Кој ќе ги иницира уставните амандмани? Владата, парламентарците, вие како раководител на Уставната комисија со работна група и така натаму. Кој ќе ја формулира кој ќе ги формулира уставните амандмани и дали по нив ќе се води очекуваната јавна дебата? Па видите, во Уставот, во деловникот за работа на Собранието се пропишани, значи, надлежностите на соодветните институции кои што можат да иницираат, кои што можат да предлагаат. Во тој контекст, прв чекор треба да биде предлог одлука за пристапување кон уставните измени. Според правилата, според прописите, таа предлог одлука може да ја поднесат владата, председател на државата, 40 пратеници или група граѓани 150.000 подписи. Кој од овие институции ќе превземе обврската да иницира предлог одлука за пристапување кон уставните измени, сите тие треба да ја достават до председателот на Собранието. Председателот на Собранието, штом ќе го добие предлогот, должен е во соодветниот рок, пропишан со деловникот и со закон, да го достави до пратениците и не порано од 30 дена да свика седница за разгледување на предлогот. Тој предлог за пристапување кон измени на Уставот се разгледува на пленарна седница, се донесува со двотретинско мнозинство. На иста седница, ако се донесе, ако се усвои одлуката со двотретинско мнозинство, на иста седница Собранието треба да донесе заклучок за обврзување на предлагачот да пристапи кон драфтирање на предлог амандманите, кон нацрт, да достави нацрт амандман. И има пропишани рокови со деловникот во кој рок предлагачот треба да достави нацрт амандмани, за да може да постапи, односно да продолжи постапката според роковите кои што се пропишани. Ако е предвидено тоа дека ќе биде до крајот или на почеток на идната година, кој е почетниот рок откако ќе почне иницијативата за уставни амандмани? И директно да ја прашам, имате на маса грчки уставни амандмани? Добро, таа теорија веќе се врти во контекстот на кампањата против референдумот или за бојкот. Не може да биде можноста никаква да постои некој трет од страна да достави или да нацртал и да испишал нацрт амандмани. Такво нешто не може да постои. Значи Заев и Ципрас не може да ви предложат амандмани? Заев и Ципрас не можат да предложат амандмани. Владата, председател на државата, 40 пратеници и 150.000 граѓани со своји подписи, со овластен предлагач можат да предложат нацрт амандмани, откако ќе се усвои одлуката за пристапување кон уставните промени. Стравте многу вешт со менеджирањето на собраниските пленарни седници. Ќе успеете да ја совладате ова во овој момент
политичка негативна енергија против референдумот и против уставните амандмани и да се канализира тоа во еден регуларен собраниски процедурален дел? Мојот успех во менаџирањето се препишува прво на определбата на граѓаните и во взаемната доверба на граѓаните и кон граѓаните. Значи, доверба на граѓаните кон мојата работа и мене кон граѓаните како единствени поседници на суверенитетот по нештата. И во тој контекст јас верувам дека граѓаните ќе знаат да ценат и да оценат што е суштински, историски моментум за да одлучуваат за своја иднина, а не да останат заробеници на оно што е минато. Предполагам дека стигаат до вас кулуарските критики. Талат Џафери диво беше избран, диво и ќе ја спроведе процедурата и преку мртви политички личности или политичка процедура да се донесат амандманите по секоја цена без оглед на резултатите од референдумот. Тоа може да биде перцепција за било кој што е, да кажеме, опозиционер во смисла на опортуното однесување по однос на оно што е интерес првично на граѓаните и интерес на државата како целина, како субјект меѓународен. Ние сме пред искушение и како граѓани, и како институции, и како држава историско, единствено во овој моментум на 30 септември да одлучуваме дали ние ќе одиме напред во иднина која што е перспектива позитивна во економски аспект, во безбедносен аспект и во сите аспекти со оние вредности што ние ги почувствуваме од Европа и од, да кажеме, НАТО, имајќи предвид дека поголемиот дел на наша диаспора, на наши граѓани кои што работат, живеат со години надвор, ги почувствуваат тие бенефити од таквото општество и тие посакуваат ние да бидеме дел од тоа. Нашите граѓани немаат причина и нашите институции, нашата држава нема причина да биде дел од некое си минато и да си остане во некој си вакуум во кој што нема јасна перспектива што ќе се случи во статус квото, евентуално доколку се решиме да останеме во таков статус кво, ако ги имаме во предвид сите глобални, геостратешки, геополитички придвижувања по однос на глобалните односи во регионот, во светот и пошироко. Значи, што ми како странците кои доаѓаат кај вас? Доаѓаат многумина од овие светски државници. Ве предупредуваат да водите грижа за балансот на силите, да не се направи нова парламентарна конфликтност. По однос на тоа, странците не се загрижени многу затоа што се сигурни дека водиме грижа во континуитет околу балансот по односот на силите. Впрочем, и јас како председател, и мнозинството како такво, и владата, и сите, покажавме во овој период, значи од прошла година по настаните, дека имаме сенс да слушаме, но да слушаме оно што има резон да се слуша. Ултиматум не може никаде да има и ултимативно не може никаде да се постави никакво прашање, ако се има во предвид дека треба да биде процесот инклузивен со сите и за сите. И во тој однос мислам дека колку толку ја не би бил сега нескромен ако кажам дека во секој случај сум успеал тој сооднос да го одржам во комуникацијата која што ја има во континуитет и со опозицијата и со мнозинството. Имајќи предвид дека однесувањето ми е еднакво. Може да кажем и построго ми е однесувањето кон мнозинството од што ми е кон опозицијата. Тоа се јавни седници каде што може да се видат моето однесување кон пратениците, кон институциите и представниците на владата. И во тој контекст мислам дека и во рамки на опозицијата, без оглед на формалното, декларативно несогласување со мојот статус или со фактот дека јас сум председател на собранието, сепак и внатре меѓу опозицијата има сили, припадници кои прифаќаат и кои што го потврдуваат ово што ви го кажувам. Тоа го базирате на ова реакција од која половина од пратеничката група на опозицијата е против амандманите и референдумот, а другата не се изјаснува како знак на евентуално премолчено поддржување. Ја не се базирам на моментни случувања или изјави, тоа се моментни емотивни изјави, мотивирани можеби од односите внатре субјектот, која што не е тема и обврска моја јас да се бавам со тоа.
Во секој случај, јас треба да ги имам и ги имам соодветните информации по однос и релациите внатре опозицијата, впрочем, како што ги имам и од информациите за однос и релациите внатре мнозинството. И во тој контекст, јас си организирам работата да не се оптеретувам со внатрешните нешта, внатре партиите, него сето тоа што е можно да се извлече како инклузивна можност да се искористи за да може процесот да се оди напред. И во тој контекст, јас мислам дека и внатре опозицијата има сили, има луѓе, поединци, групи кои што мислат во контекстот на оно што е интересот колективен на граѓаните и на државата, наспроти тесниот интерес партиски, оно што е само дневна политика во смисла на позиционирање на поединци внатре партијата. Не е ваше да прогнозирате, иако има согледување дека 100 пратеници ќе гласаат, дека ВМРО пратеници ќе гласаат. Како ќе обезбедите двотретинско мнозинство во услови кога владиното мнозинство и парламентарното мнозинство е прилично кревко? Во секој случај тоа не е работа на проценки. Тоа е работа на комуникација, тоа е работа на разговори, тоа е работа на договор меѓу власта и опозицијата, апропо интересот општ, не партиските интереси. Работава за референдумот и потребата за уставни измени не е работа на политичките партии и тесно партиски интерес. Ово се работи кои што ја решаваат и ја детерминираат иднината на граѓаните по однос на статусот како граѓани на Европска Унија, со сите оние придобивки за исполнување и спроведување на ово што е европска вредност во сите аспекти на сваќањето околу вредностите. И од друг аспект е историски момент да се детерминира државотворноста во смисла на тоа што секој поединец, поготово сега се обраќам на блокот, односно на дел од граѓани од македонската заедница, што би требало да разберат поединечно, не емотивно, не суштински, дали сакаат да биде ово парче земја бивша Југословенска република, која што во суштина не е Република Македонија, на која што им се труметира секој ден и во сите аспекти, или ќе се дефинира субјективитетот меѓународен на државата, која што ќе го добие печатот и поддршката на граѓаните, без оглед на која заедница и припаѓаат, за да може да продолжи во иднина да биде признаен, прифатен, меѓународен субјект со име и презиме, зачувајќи ги сите оние елементи на емотивните аспекти што ги поврзува луѓето со државата, со субјектот држава. И во тој контекст мислам дека договорот ги исполнува емотивните елементи на потребите на граѓаните и обезбедува меѓународен субјективитет на субјектот Република Северна Македонија, која што ќе биде признаена, прифатена во сите евроатлантски институции, со сите оние потребни вредности што треба да ги исполниме не заради Европа и НАТО и не знам кого, заради нашите потреби, за да бидеме дел од Европа и да се однесуваме европски дома и да имаме европски можности дома, а не да одиме во Европа за да бараме поубаво идно време или поубава иднина. Можам да се согласам со дел од овие Значи, тези, ова е- меѓутоа дел од гледачите ќе вика дека ова пропагандистички настап на Па Талат зато Џафери. не пропагандистички, ние Но сме не ми одговорите на прашањето како ќе обезбедите двотретинско сега. мнозинство. И второ, многу е поважно, дали е двотретинското мнозинство ќе треба да го обезбеди тоа што ќе биде предлагач на иницијативата за пристапување кон уставните измени. Значи, ако бидат 40 пратеници, предлагачи, тие 40 пратеници ќе треба да ги имат завршено сите претходни действија, усогласувања, консултации, разговори, преговори, договори со опозицијата, за да можат да обезбедат поддршка во моментот кога ќе се изгласа одлуката за пристапување кон уставните измени, да имаат двотретинско мнозинство, тоест минимум 80 гласа за иницијативата за пристапување кон уставните измени. Знаеки го нашиот
политички и демократски капацитет и на моменти одредени пракси кои ги имавме порано со купување, продажба на гласови, пратеници и така натаму, како ќе ги заштитите пратениците од евентуално ваков еден својден илегална пресија врз нивното изјаснување и придобивање по секоја цена? Па мислам дека најдобра заштита за тоа е комуникацијата со нив. И не е тајна, јас ви кажувам, со повеќето пратеници од опозицијата и лично комуницирам и на дневна основа. Без оглед што погледи... И ви декларираат дека би можеле да бидат... Не дека декларираат, не разговараме сега за тоа. Ви кажувам комуникација. Ако се има соодветна комуникација, постојана комуникација, тоа е можноста за да се попречи било каква манипулација по однос на евентуалната нивна определба по односните прашања, за да не може да се манипулира дали е тоа направено заради тоа, во контекстот на оно што е подложно нашето поднебле да прво што ќе помисли дека толку пратеници се подкупени, толку пратеници се платени, толку пратеници се издајници, толку пратеници се овакви, толку пратеници се онакви. Но суштината е, ние сме избраници на граѓаните, од името на граѓаните, да размислиме, да одлучуваме за иднината за која што, впрочем, во просек над 80% граѓани посакуваат и поддржуваат интегративен процес на ово парче земја да биде меѓународен субјект, признаен, прифатен во меѓународните институции. Го земав мобилно за да прочитам последната вести, барам од вас на одреден начин коментар. Со или без цензус за договорот одлучува собранието. Тоа го изјави Мицковски како личен став за уставните измени, што е на одреден начин некакво ретирирање од неговата цврста линија на бојкот, на неизјаснување. По едно време... Ја би препорачал, ја би препорачал Мицковски како председател на партија, најголема опозициона, имајќи предвид фактот дека, ако е тоа така, мислам, сега се оградувам, ако е така, како што ми кажувате, ми пренесувате, да не се бави многу со обврските на собранието, затоа што обврските на собранието се пропишани. Мицковски како председател на политичка партија, како лидер на опозицијата, јасно и гласно да се изјасни, да се определи, да ги упати, да ги води граѓаните, а да не бара да го водат граѓаните. Суштината на лидерството е во смислата на водење на граѓаните, а не да го водат граѓаните. Да се изјасни, има време, можноста, уште 2 дена, 3 до 27, значи имаме за кампања, за пропаганда. Впрочем, според законот за референдумот, сите ние водиме пропаганда, но не во негативна конотација, онако како што сме научиле да ја перцепираме пропагандата од бившиот систем. Така е формулирано, дефинирано во законот и така треба да се определиме. Значи, пропагандата е во позитивна смисла, за да се објасниме, изјасниме со граѓаните, за да разберете дека се работи за иднината, а не за позицијата и судбината на политичките партии, лидерите, пратениците и не знам кого. Значи, се работи исклучително за судбината поединачно на секој граѓанин на оваа држава, за незините институции и за незиниот меѓународен субјективитет во односите меѓународни, онако како што е пропишано со меѓународни норми. Господин Џафери, што ако не успее номинирањето и особено гласањето за уставните амандмани? Која е политичката перспектива на договорот и дали се возможни предвремени, дали тоа ќе биде знак за предвремени избори? Па најлошото нешто што треба да се мисли во моментов е да се мисли за предвремени избори. Јас апелирам до сите чинители во општеството, во институциите, да рефлектираат по однос на потребата во овој историски момент. Имајќи предвид дека и сета посета и поддршка што е пројавена од меѓународната заедница, имајќи предвид дека нашите партнери меѓународни, Соединетите американски држави, Европска унија, НАТО, во сиве овие години, 27 години од осамостојувањето, инвестирале и финансиски, и политички, и кредибилитет институционален, за да ние, како граѓани, како институции, како држава, бидеме дел од тие институции. И не би било
излишно ние да се оглушиме од нивниот интерес за конечната одлука по однос на оно што е. Впрочем, во сите анкети кои што се направени и последниве што се направени, укажуваат на фактот дека граѓаните се со огромно мнозинство за членување во овие институции. Не би било фер од политички аспект, од партиски аспект, заради партиски политички калкулации, да се остави граѓанството, општеството, институциите, државата во амбисот на статус-квото, затоа што статус-квото нема предвидливост во однос на оно што може да се случи во контекстот, дали регионално ќе го гледаме, дали пошироко глобално ќе го гледаме. Да изведам тезата до крај околу можни вонредни избори, еве и тоа да се случи. Јас сега го поставам тоа не е решението. Не како на Талат Џафери, председател на Собранието, Талат Џафери дел од раководството на ДУИ. Што би можел да добие ВМРО ДПМН? По цена да добие и ново парламентарно мнозинство. Каква би била реакцијата на албанскиот блок кој е априори за НАТО и за ЕУ, нели? И кој веројатно со неприфаќањето на уставните амандмани би доживел политички и партиски дебакал наспроти победата на ВМРО ДПМН. Видите се, ако ги имате предвид, не би сакал аналитички се тоа да го кажам, но поставеното прашање упатува и на аналитичко одговарање во смисла на тоа што во секој случај најголемиот губитник, дали морално, дали политички, дали институционално, ќе биде ВМРО. Затоа што во овој историски момент се уште нема јасна одлука за што се определени како субјект, како претенденти утре да биде, да кажеме, водич на главната институција во државата, односно на владата, да биде премиер. Нема јасна представа што и на што ги упатува граѓаните. Него, што сакате правите, ама ја утре сакам да сум председател на собрание или да сум премиер. Таков однос не е прво коректен кон граѓаните на кои што утре да се дали предвремени или редовни избори, ќе треба да му се обратите со кампања тесна политичка дека сакате да ја водите државата. Како ќе ја водите државата ако не сакате да ги водите граѓаните? Барем тие што ви веруваат, тие што ве изгласаат, тие што ве поддржуваат. Основно е во политичката филозофија луѓето да ги водите, не да ве водат. Затоа ве избрале, затоа и се политичките партии, затоа е и плуралниот систем. Ми имавме прилика да бидеме во едноумие, држава партија, па видовме кај не донесе. Не донесе во 90-те години во распаѓањето по воени конфликти. Во плурални системи не може да се однесува лидерот, претендентот да биде лидер. Сега он е избран на конгрес легитимно, не може никој да го оспори дека е лидер. Може би тоа му е тактика, јас не навлегувам сега во тоа, но ако гледаме глобално во политичките нешта, не може лидерот да каже граѓани, вие правите што сакате, ама утре јас сакам да бидам вашиот водич. Си извинувам, рековте дека губитник би бил ВМРО ДПМН. Да, во секој случај. Дали ВМРО ДПМН или лидерот Мицковски? Зашто ја мислам дека ВМРО и ВМРО ДПМН како партија и лидерот секако. Затоа што не покажува лидерство, не покажува подготвеност за превземање на политичка одговорност. Затоа се политичарите. Излегуваат пред граѓаните, превземаат одговорност за водството. И затоа граѓаните им веруваат и им даваат суверенитет, им пренесуваат суверенитет. Затоа што се тие подготвени да носат политичка одговорност за процесите. А ово е процес. Не може некој да биде надвор од процесот, а од име на процесот утре да очекува да биде триумфалистот, да триумфира во тоа. Како во процедурата во собранието ова фактичко цепање на ВМРО ДПМН, на политичката група на 20-тина против уставни амандмани, референдумите и така натаму, и на една друга која е резервирана ќе влие врз
шансите да се манипулира во целокупната процедура. Една група да бара, друга да обструира, трета да бара паузи, која би го однело тоа во еден процес на политичка деликатност. Ја не верувам дека било кој од пратениците од ВМРО ДПМН, после сите случувања во, да кажеме, во последното време, би се упуштил да навлезе во сценарија, апропо ово што го кажувате, да одолговлекува, да попречува, затоа што како метод до локалните избори тоа се го испроба. На локални избори граѓаните им кажат дека тој метод више не го прифаќат. Јас ги разбирам и тие пратеници што по Фейсбук, иако ја за себе не користам Фейсбук како мрежа, како инструмент за комуникација, веројатно од емотивни аспект или од докажување врска со припадноста, што е легитимно, да докажат. Но очекувам сите да рефлектираат по однос на оно што е историскиот момент. Затоа што 30 септември е 30 септември сега, ќе дојде наредни, ама не овај. По однос на оно што е решавачко за судбината на државата и за судбината на иднината на граѓаните. А ние сите во овие години сме се повикувале да ни даваат можност да ги водиме во таа иднина. А таа иднина сме им кажале во сите програми, изборни, предизборни, прочитате и сите политички партии, посебна ставка имаат евроатлантски интеграции, како определба, партиска, политичка. И во еден момент сите да се повлекуваат од тоа, зошто калкулираме колку ќе не кошта политички тоа на наредни избори. Овде не се изборите во прашање. Овде е судбината на граѓаните и судбината на државата. Ако не рефлектираме ние како носители на одговорноста, кои што сме излегле пред граѓаните и сме побарале да ја имаме таа одговорност, и во еден момент викаме, сега ние не сме подготвени да ја поддржиме, да ја одржиме и да ја издржиме таа политичка евентуална одговорност, од причина што калкулираме како ќе поминеме на наредни избори. Ја ви кажувам, нека изгубаме на наредни избори. Ако моите граѓани, ако моите гласачи барат да бидат дел од Европа, од НАТО, а поради не знам кои причини, нека изгуба на наредни избори. Битно е на референдумот да се одлучи да тие станат дел од Европа, да станат дел од НАТО, затоа што половина наши фамилии, ако одиме и поединечно, може би конкретно сега моја, ваша, но поширока фамилија, половина ни е во Европа. Не можеме ние да оставиме државата, институциите негде надвор од Европа и да ги оставиме, па граѓани, вие ако можете утре да одите не знам каде на истокот негде, слободни сте да одите таму. Господин Джафери, напочна да го најавив како спикер, знаејќи реакцијата што ќе ми следи после тоа. Сега ја прашувам како председател на Собранието. Во миг кога шефот на државата ќе ја напушти држава повеќе од 3 дена, вие сте номинален шеф на државата со неговите ингеренции. Иванов пред да замине за ние, ви сврти телефон и ви кажа јас заминувам, земи си ги овластувањата или нема никакви контакти? Затоа ви зборам за нормални нешта. Во нормални функционални институции, држави, не може да се случи една институција да биде отсутна, да не извести друга која што е обврзана да го следи, да го замени. Тоа значи затоа што не смета за нелегитимен дека не знам ја зашто. или... Он може да смета во контекстот се и се што не е битно тоа. Суштината на однесувањето, непрофесионално, неинституционално е тоа што од не знам кој хир ниту известува дека ќе оди негде, ниту се координира да не бидеме на исто место во исто време, затоа што има настани каде што може да бидеме и истовремено и двајцата. Но не би било соодветно институционално доколку се однесуваме државнички. А ако сакаме да се однесуваме како што сакаме лично, тоа е друга работа. Дали имате лични чувства кон Иванов со оглед на фактот дека Дуи Видете, не. Одма да ви кажам априори да ви два кажам пати му одговор. обезбедуваше мандат. Да ви кажам одговор. Да. Пред да го завршите прашањето, прво и основно, не се раководам од лични чувства
кон нештата што ме обкружува. А од суета, да речем. Не. Не сум суетен човек. Ако сум прифатил да водам и да раководам институција, не можам да бидам воден од суета или од лични предрасуди. Впрочем, мојот бекграунд тоа не ми го дозволува. 20 години сум одлучувал за живот на луѓе с кои што сум ги раководел под оружје. И не сум можел да се раководам од лична суета, дали ова ми се допаѓа или не ми се допаѓа. Значи, однесувањето мое е институционално. Јас имам државничка функција. Номиниран, да, од политиката, но функцијата е државничка. Функцијата е иста и за тие граѓани кои што ги застапува. И за албанецот е важна исто, како што е важна и за тебе, за македонците, за сите, значи за сите граѓани. И не можем да се однесувам по лична суета, иако имам чувство дека од друга страна се раководи од лична суета, од смисла на оно што сум го изјавувал по однос на однесувањето негово. Ако тоа му е причината така да се однесува, нека му служи така како што служи, но јас не сум оперен да за председателот Иванов, односно за Георги Иванов, да. Аз сум кажал председателот Иванов, впрочем и он кажувал на секаде кај што бил јавно председател на собранието. Сега во тој контекст немаме проблем, но во однесувањето тоа е однесување што он формалната процедура протоколарна не ја почитува во моментот кога знае дека по уставот ако е одсутен од државата, треба да го менувам јас доколку нешто се случи, затоа што не може да предвиди никој што може да се случи. Впрочем, таква пракса ние сме имали 2 пати. Така? Во историјата, во овие 27 години. Кој ги прогласи уставните амандмани? Јас знам, ама кажете ми на гледачите. Уставните амандмани ги прогласува собранието кој што ќе ги донесува, нема кој што нема друг. Иванов да дава подписи, не, слушај го. Поштовани гледачи, следите ТВ интервју со Талат Џафери, председател на Собранието на Македонија. Мал блок на реклами, а потоа се враќаме со дел од овие стандарди провокативни прашања дали се гледа со победниците меѓу претениците од немилите настани на 27-ми, како тие делуваат во услови кога се пред судски распред за тој договор и за сомневањето, дали ќе бидат слободни да решаваат во услови кога им надвиснува казна, затворска казна и на крајот на криштата, дали е возможно после референдумот или после уставните промени да се повтори некој сценарио кој некој друг би можел да го насади, обично велиме 27-ми, па унгарско, па руско и така натаму. Отворено студио на еден телевизија. Му благодарам уште еднаш на Талат Џафери кој во динамичниот ден одвои време во овие вечерни часови да разговараме што го очекува собранието и што тој мисли околу приоритетите после референдумот. Затоа разговаравме во првиот дел од ова ТВ интервју. Сега, за она што помалку има правна, политичка и човечка судбина. Се гледате со претениците кои сега се пред суд и кои ги отворија капиите или за кои сомневање има дека ги отворија капиите за оние немили настани? Па со тие што може да дојде во собрание и што доаѓа до собрание се гледаме. Че тука се една седница. И имаат усул да ве видат во очи така и... Па ја немам проблем. Доколку имат проблем, тоа е нивно однесување, но во контекстот на оно што е присуството, значи се гледаме. Со другите, поради ограничувањето што ги имаат, не може да се гледаме. Мислите ли дека тие ќе имаат слобода на политичко изјаснување со јаремот дека се осомничени дека им престојат затворски казни? Па тие што се во постапка актуелна, тие не може да дојдат во собрание да учествуваат во работата затоа што имаат попречување законско, значи судско. Тие што доаѓаат се слободни да одлучуваат по сопствено убедување. Јас сметам на свеста и совеста на секој по однос на интересот на граѓаните во целина на Република Македонија и на државата во целина, без она емотивното или фолклорното по однос на името на државата, затоа што тоа е дел од компромисот, тоа е дел од оно што е договорот, што треба да се спроведе, за да може да одиме во иднина, а не да останеме заробеници на минатото или на фолклорното само. Во суштина, ние сите зборуваме за Република Македонија, знаете и самите дека во односите, таму кај што треба, сме
бивша Југославенска република Македонија. Да се изведеме што е помалку помодарствено и реална проценка дека и решавањето на македонско-грчкиот спор има регионален, безбедносен и поширок контекст. Дали тоа може да влие на еден начин како модел и за решавање на исто така многу горливо прашање на релациите Приштина-Белград? Во секој случај, модалитетите успешни, кои што се сметат како успешни модели за решавање на кризни ситуации, нормално дека во коннотација или во контекст на спецификите на односните проблеми се земаат во предвид основата на решавање на еден проблем, за да може да биде како репер за решавање на еден друг сличен проблем, но со почитувајќи ги карактеристиките и особеностите на односите меѓу тие што се во конфликт. И во секој случај, решавањето на овој, да кажеме, спор, конфликт позитивно, како модел ќе може да има влијание и регионално и пошироко како модалитет за решавање на идни конфликти. Впрочем, ние имаме еден модел Охридски договор, кој што во некој си контекст бил искористен и во решавањето на дефинирањето на оно што ќе биде идниот статус на Република Косово по однос на документот на Ахтисари, кој што има елементи на договорот во Охрид и не се исклучува таква можност и е добро да се користат позитивните искуства од таквите нешто за да попречуваат ескалација на оно што беше 90-те години по однос на распаѓањето на Југославија. Дека за прв пат по подолго време во албанското ткиво во регионот и политичко и етничко има разделба околу идејата дали треба да дојде до размена на територии меѓу Приштина и Белград, дали тоа ќе предизвика сврзани садови на деструкција во регионот и така натаму. Во секој случај до сега дури нема став околу таа идеја. Не дуи став, него прерано е било кој да излезе со став дали ќе биде вака или онака, затоа што конечно и конкретно нема никакво действие, освен декларативното што го кажуваат представниците на двете страни. По тој однос, значи, сите сериозни политички чинители си ги следат односите, си ги следат токовите на случувањата и не би било умесно било кој, па и дуи да излезе како став конечен во овој момент, имајќи предвид дека јаснотијата на процесот е се уште замаглена, односно не е јасна што и во каков правец одат, но во секој случај, се додека има разговори и преговори е добро, без оглед колку се тешки тие разговори или декларативно како се изјаснувањето на преговарачите, но во секој случај попозитивно е да се има разговори и преговори, одошто да се претвори во нешто друго, како што сме научили во блиската историја наша регионална, по однос на оно што се случувало и по распаѓањето на Југославија, и по случувањето кај нас 2001, и по случувањето на Косово 98-99. Значи, тоа се односи кои што политички, ако ги гледаме, е добро да се има разговори, преговори, да комуницираат институциите институционално, но не би било добро ние од страна да си даваме судови по однос на конечни нешта, евентуални решенија, ако ги немаме сите елементи по однос на содржината. Има една помалку веќе се и некој во избегнувањето на вакви директни прашања. Сега уште подиректен ќе бидам. Приштина и Тачи и Харадина застанаат директно во стимулација и во излегување на референдумот и решавање на грчко-македонскиот спор. Зошто вие бегате од тоа да декларирате позиција, особено заради тоа што Тачи и Харадина имаат различни гледања? Не. По односните прашања на релација Приштина-Белград, тие може да имаат различни мислења и може е потребно и добро што имаат различни мислења. Тоа се, впрочем, и надлежни институции кои што треба да комуницираат меѓу себе и да ги изнесуваат ставовите за потребите на нивните граѓани и државата нивна. По однос на нивното едногласно изјаснување за поддршка на договорот, се однесува на содржината која што е јавна и која што може да ја гледат на тацна, ако се кажува народски. Значи на тацна се ја гледаат содржината на договорот и сметаат дека е тоа оптимално решение по однос на тоа што треба да биде интерес на сите граѓани на Република Македонија. Во контекстот можеби тие се изјаснуваат по-конкретно по однос на интересот на албанците во Македонија и кажуваат дека ово е нешто што треба да го поддржуваат. Не апропо или на штета на интересите на граѓаните македонци овде. Значи, по однос на интересите на целото општество си го поддржуваат договорот и апропо
контекстот на интересот на албанците се изјаснил дека тоа можно решение кое што не води сите таму кој што сакаме. Тие сврзани садови, нема да ја воскреснат идејата која во Македонија успеавме лесно да ја закопаме, а тоа е така наречениот Берлински зид, преселба на внатрешните граници меѓу албанците и македонците. Хипотетички тоа не можете да го предвидите, да кажете, да тврдите дека тоа може да биде вака или може да биде вака. Но секој сериозен човек кој што се бави со нештото, а поготово институционално, не исклучува можноста на домино ефектот, не врз база на тоа што го предвидува конкретно да се случи овде, него врз база на искуствата од пошироко кај што ги гледа односите. И тоа не е непознаница. И сите случаеви, примери, укажуваат на можноста да се има домино ефект. И тој домино ефект треба да се попречи со решавањето на ова прашање кој што ние го имаме пред себе на 30 септември. Фактички, ние да си го регулираме статусот, да си го регулираме и да го дефинираме статусот наш и државни и граѓански во смисла на односите и со тоа евентуално, значи во контекстот евентуално, хипотетички, попречуваме можност на домино ефект по однос на нештото што би се случило. Поштовани гледачи, следевте ТВ интервју со Талат Џафери, председател на Собранието, и благодарам уште еднаш што бевте љубезни, што одвоите време. Поентите од ова интервју ќе можете да ги гледате и да ги следите и на сајтот на Еден телевизија и во вестите во 22. Сега следуваат рекламите, а потоа вестите. Уште еднаш ви благодарам што бевте гостин во Еден телевизија. Беше мило да се обратам до слушателите, гледачите кои што ве слушаат и ве гледаат. Впрочем, целта е тоа да се обратиме директно, значи, до оние на кои што се однесуваат сите овие прашања. Благодарам. Благодарам и вам.